Сликите од оштетените училници поради прокиснувањето на кровот на Охридската гимназија кои беа споделувани на социјалните мрежи предизвикаа реакции во јавноста. Тема и за советниците. Постапката за реализација на проектот за целосна реконструкција одел бавно, вели председателот на Советот на општина Охрид Божиновски, бидејќи објектот представува споменик на културата и е неопходно конзерваторско одобрение. 3,5 години се чекаше да се добие конзерваторско одобрение за да се започне со реконструкција на гимназијата. И сега ние 3 години треба да чекаме да не го средиме дворот, да не средиме спортското игралиште, атлетската патека, внатре да не смениме електричната инсталација, да не ги смениме дел од столаријата, столчината, тоалетите. Значи не може да чекаме ние 3 години. 2006 е направена реконструкција на покривот. Од тогаш не е чепнато ништо. И сега кога оваа локална власт зеде за право да го сработи нештото во гимназијата, се наоѓаат забелешки. Советниците од опозицијата изнесоа забелешки и побараа да се формира стручен тим кој ќе ги мапира најгорливите проблеми. Доколку била пречка владата на Социјалдемократскиот сојуз до пред година и 8 месеци. Сакам написмено да ни одговори директорката или било кој од раководниот тим на Охридската гимназија. После првото барање кое го поднесле до надлежната институција за добивање на дозвола за реконструкција, како споменик, колку пати стапиле во контакт после со таа иста институција. Од Охридската гимназија посочуваат дека ги превземаат сите неопходни активности за конечно решавање на овој долготраен проблем и очекуваат со завршувањето на постапката за јавна набавка и избор на изведувач веднаш да се отпочне со реконструкцијата во најкус можен рок, без за тоа да трпи редовната настава во училиштето. Нина Аритоновска, Сител телевизија.